Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, почитуван Михајло Михајловски, домаќин на свеченоста и идеолог на ветерниот парк, почитувани присутни од владата, вице-премиери Груби Битики, министри, колеги кои што сте овде, почитуван председателе на ДУИ, Али Ахмети, Ваша екселенција амбасадоре на Австрија, господине Вуцас, почитуван заменик амбасадор на Германија, господине Ото, почитувани директори на домашните банки, Комерцијална, НЛБ и Шпаркасе банка, почитуван директор на Австриската банка за развој, господине Штранингер, почитувани деловни луѓе кои што сте денеска со нас, градоначалници на Штип и Свети Николе, раководители на државните институции, почитувани представници на енергетската заедница кои што сте исто така присутни со нас. Навистина представува чест и задоволство што првиот приватен парк на ветерници во земјата, Богословец, во домашна собственост, денеска станува реалност. Овој проект е исклучителен придонес кон пренасочувањето на нашето национално производство на електрична енергија кон обновливи извори и на дополнување на електричното производство приклучено на државниот оператор. Се работи за инвестиција, како што беше кажано, вредна над 61 милион евра во општините Свети Николе и Штип. Ветропаркот Богословец со предвидените 8 турбини и мокност од 36 мегавати ќе го удвои постојниот ветерен капацитет во земјата и ќе придонесе кон намалување на CO2 емисиите од над 87.000 тони годишно. Тоа што е од голема важност за целиот инвестицијски циклус е дека при изградбата се запазуваат еколошките стандарди и истовремено се подржуваат општите цели на земјата за климатска транзиција и обновлива енергија. Станува збор за современа инвестиција со имплементирање на најмодерната технологија, која се очекува да заврши за помалку од 2 години. Тоа значи во наредните 25 години обезбедување стабилно снабдување со зелена и еколошки електрична енергија за околу 20.000 домакинства. Инвеститорот Тори Импекс со изградбата на овој ветерен парк придонесува кон нашата заедничка цел за зачувување на животната средина и инвестиции во чиста енергија, како изголемување на процентот на обновливи извори на енергија согласно зацртаните цели во стратешките документи кои ги усвои нашата влада. Голема благодарност покрај до Ерсте Груп банк, која го обезбеди повластениот кредит заедно со нашите домашни комерцијални банки Шпаркасе, Комерцијална и НЛБ, особено и до Австриската банка за развој на финансирање на проекти. Благодарноста е заради тоа што не е едноставно да се направи ваков конзорциум за финансирање на вакви проекти во земја која што ги прави првите чекори во обновливите извори на енергија. Почитувани, деновите на експлоатација на природните ресурси како нафтата, јагленот, нуклеарната енергија изминуваат. Го имплементираме зеленото сценарио за развој на земјата, која треба да обезбеди економски и еколошки бенефити. Имаме потенцијали, енергијата од ветерот за производството на струја треба да ја искористиме. Во земјата постојат одлични географски потенцијали, а тоа го потврдуваат и сите досегашни студии, според кои има 15 на најмалку поволни локации за изградба на ветерници. Во најголем дел по долината на реката Вардар, односно по Вардарието, во Овче поле, околу Свети Николе, Штип, Крива Паланка, Куманово и на повисоките планински делови. Според последната стратегија за развој на енергетиката до 2040 година, во земјата е предвидено изградба на ветерни електрани, како што рече министерот за економија, со вкупна инсталирана мокност од 750 мегавати и вкупно проценето годишно производство на струја од околу 1800 гигават часови. Од планираните вкупни капитални инвестиции во енергетскиот сектор, кои до 2040 година се во размер од 9,4 до 17,5 милиарди евра, главниот фокус е на инвестициите во енергетската ефикасност и обновливите извори на енергија. Развивме сериозни енергетски стратешки планови и една од точките на акција 21, како и во интервентниот план
на владата за инвестиции 2021-2027 година е токму енергетиката. Тоа го потврдуваат и резултатите. Нашата земја е на врвот меѓу шампионите во регионот по раст на обновливи извори на енергија. Само за минатата година го зголемивме производството на енергија од обновливи извори на 827 мегавати, што представува раст од 10,1% и е во рамките на светскиот просек за зголемување од 10,3%. Како дел од процесот на енергетска транзиција и спроведување на праведната транзиција, Just Transition, во енергетскиот сектор, се воведува еколошка такса за загадувачите, вклучувајќи ги нафтените деривати, а во наредните години и еколошка такса на јагленот и производството на електрична енергија од јаглен, во согласност со политиките на Европската Унија и обврските од Парискиот договор. Владата силно и посветено го поддржува инвестирањето во обновливите извори на енергија. Станува збор за сериозен процес на промена на јагленовите термоелектрани во фотонапонски, гасни електрани и ветерници. Заедно со тоа државата ги јакне институционалните и финансиските можности за инвестиции во обновливи извори на енергија. Уште еднаш честитки и успешна работа на целиот тим кој што работеше да дојдеме до тоа, посебно за најискусниот господинот Михајловски, кој што го дочека денот да може да објавиме старт на ова прекрасна македонска инвестиција. Благодарам.